Согласно изборниот законник, член 37, Општинската изборна комисија денес на избраните кандидати им ги додели уверенијата за нивниот избор, и тоа на избраниот градоначалник на општина Прилеп и на избраните членови во Советот на општина Прилеп. Како што знаете, изборите се одржаа на 15.10.2017 година. Изборниот процес во општина Прилеп заврши во првиот круг на гласање. Државната изборна комисија со посебен заклучок од 24.10 објави конечност на изборните резултати, пошто и Општинската изборна комисија ги објави конечните резултати. Според овие резултати, во првиот круг на гласање избран е кандидатот предложен од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и останатите членки во коалицијата, господинот Илија Јовановски. Во поглед на изборот на членови на Совет, коалицијата предводена од ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство и останатите членки во комисијата, според Донтовиот модел освои 12 мандати, коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и останатите членки во комисијата освои 15 мандати. На градоначалникот и на членовите на Советот им го честитам изборот, им посакувам успех во наредниот 4-годишен период. Добар ден сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Прилеп. Денеска од страна на Општинската изборна комисија беа врачени решенијата на 27-те избрани советници во Советот на општина Прилеп. Коалицијата, предводена од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, го има мнозинството во Советот на општина Прилеп со освоени 15 членови на Советот, наспроти 12 членови на Советот на општина Прилеп што ги има освоено опозиционата ВМРО ДПМН. Ова е волјата на граѓаните, ова е осликувањето на волјата на граѓаните кои што на изборите кои што се одржаат на локалните избори кои што се одржаат во претходниот временски период. Ова е волјата на граѓаните која што е осликана преку без притисоци, закани и уцени. Ова е конкретната волја на граѓаните на општина Прилеп. Сакам пред вас медиумите да ја најавам утрешната конститутивна седница на Советот на општина Прилеп, на која што ќе бидат верифицирани 27 мандати на членовите на Советот на општина Прилеп, на седница на која што ќе биде избран и новиот претседател на Совет на општина Прилеп. Конечно Прилеп ќе добие преку Советот на општина Прилеп отворена и услужна општина за сите граѓани на општина Прилеп. Конечно Прилеп ќе добие совет кој што ќе ги решава проблемите на граѓаните на општина Прилеп. Сакам да најавам дека нема да се повтори она правило кое што беше воспоставено во пракса, дека советот ќе биде гласачка машинерија по волја само на градоначалникот. Советот ќе биде отворен и услужен за сите граѓани на општина Прилеп. Членовите во мнозинството на Советот на општина Прилеп, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе бидат активно вклучени во решавањето на проблемите на граѓаните и она кое што го ветивме за време на изборите, и тоа ќе го реализираме. Во Прилеп ќе има живот за сите. Ви благодарам уште еднаш. Откако изборните резултати за овој изборен циклус, локални избори, стана официјални преку соопштувањето на ДИК, денес ни беа врачени уверенијата за советници во новиот Совет на општина Прилеп. Во изминатите 12 години, кога ВМРО ДПМН практицираше водење на власта на локално ниво, како партија направивме многу за денес нашиот град Прилеп да биде еден од најрепрезентативните градови во нашата држава. Оваа прилика сакам да искористам да им се заблагодарам на сите оние граѓани од нашата општина, 20.226 гласачи, кои што ја дадоа поддршката за советничката листа на ВМРО ДПМН, а впрочем и не задолжија да и понатаму работиме напорно, се со една цел, со еден интерес за доброто на нашите граѓани на општина Прилеп. Ние како советничка група на ВМРО ДПМН ви ветуваме дека од советничките клупи на Советот на општина Прилеп ќе бидеме најјаката опозиција која што ќе биде коректив на владењето на Социјалдемократскиот сојуз на локално ниво. Почитувани присутни, по завршувањето на изборите има обврска на избраните кандидати да им додели уверенија за нивниот избор од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз и останатите партии во коалицијата. Исто така, во законски предвидениот рок до Општинската изборна комисија беа доставени и потврдени 3